Водата беше ладна, но добра за пливане. Немаше много бранови, но бидейки имаше бродови, качението кој не придружува и се стваруваа бранови од строењето, но го Издржа тој предизвик со бранувањето. сета сила го издржав целиот маратон и го испливав за 41 минута, што е еден многу добар резултат со тренинг од еден месец. Тоа значи дека имате дисконтинуитет на тренинзите со оглед на што Штип одамна нема базен. Каде ја надополнувате тој недостаток? Тренирате некаде надвор од Штип? Тренираме преку зимото во Куманово на затворениот базен. Само еднаш неделно, но тоа не менува многу. Јас лично тренирам и кондициони тренинзи, одам во теретана, трчам и слично. Се надополнувате недостаток од кондиција. Ти задоволен си од резултатот во Охрид? Да, затоа што тоа е еден многу добар резултат со оглед на тоа што тренираме само еден месец и во јуни имавме шанса, но времето не беше како што треба. Да те прашам, што ти се плановите? Ова во Охрид заврши, има ли следни настапи Кире Глаев со луѓето, реков, Штип нема базен, но зато има пливачки клуб Челични, сега да не ги заборавиме и другите твои другари кои ги имаат истите маки како и ти што ги имаш во пливањето. Тие можеби имаат повеќе среќа во брзинските трги, но ете јас имам поголема среќа во должинските. Сега во недела имаме маратон во Бугарија. Тој е меѓународен и се одржува по прв пат. Таму ќе пливам 2,5 километра, додека другите ќе пливаат 1 километар, бидејќи сме во различна конкуренција. Потоа на 16 август имаме маратон во Велес, каде што ќе се пријавам на 5 километра и очекувам прво место таму. Значено во Македонија можеби ќе бидеш најдобар. Какви ти се сознанијата за твоите пријатели исто така во твојата категорија кои се тука од Балканот, Бугарија, Србија? Имаш ли некои информации за тоа на која позиција би можел во таква констелација на пливачи да се најде Кире Глаев? Бидејќи има две федерации, во мојата федерација би се бидејќи сите се од Скопје, а тие имаат 3 затворени базени и тие имаат услови да тренираат и преку зимото. Тие тренираат по 9 тренинзи неделно и тие имаат поголеми шанси за подобар успех, додека јас само со еден тренинг неделно можам да постигнам нешто до 7-мо место највише од 30 деца во мојата категорија. Говориме за оно што те очекува во Бугарија или за оно што следува во Велес како некаков... За општо. Општо, значи до 7-ма позиција на Балканот во твојата рамка. Оно што е интересно заради тоа што релативно младо момче, обично ќе склоне кон фудбалот или кон некој од овие поатрактивните спортови, кој те натера да влезеш во пливачкиот спорт или ти сам се натера? Уште од мали нози одев на базенот, но се бањав и потоа некако ги гледав пливачите кои што беа повозрастни и некако интересно ми беше да ги гледам и после тоа сам се пријави на пливање. Префрлијаме од непливачи у полупливачи за само 10 дена и после тоа од наредниот месец почнав да пливам професионалци и сега више сум 7 години во професионалците. Што е најзначено за еден млад пливач? Што треба да знае? Техника на дишење, кондициона вежба, заради тоа што треба да се оствари добар резултат и секој резултат треба да биде подобар од претходниот. Се треба да се знае, да знаеш кога да земеш воздух, колков завеслај, каков завеслај, какви нози да работиш, колку нози, какво темпо, се. Тој, што би се рекло, човечки процесор ги прифаќа тие наредби на умот кај Кире? Да. Досега не се изневерил ли сам себе? Секој има некој лош ден и јас сум имал многу лоши денови, лоши надпревари, лоши настапи, ама се тоа останува одзади и се бориме за подобро. Со што ги надоместуваш тие, условно кажано, неуспеси, бидејќи во животот на младиот човек нема неуспех, се е предизвик. Со што го надополнува, што има ли, освен пливањето, нешто друго со кое се занимава Кире Глаев? Кондициони тренинзи, главно. Не говорам само за спортот. Сега школата мора да се одржува на прво место. Инаку ти си ученик? Сега во средно. Средно. Прва година средношколец. Медицина. Ќе ти помогне ли тоа во остварувањето на резултати или во осознавањето на состојбата на телото и на мускулите? Ќе видиме, не се знае. Добро, што се плановите генерално кога говориме за пливањето?
Имаш, предпоставам, како сите млади луѓе, некаков идол кон кој се стремите, кон кој треба да се достигне таа цел која се нарекува спортска дисциплина и спортски дострел. Бидејќи на бразилските траки пливам главно делфин, како идол ми е Майкл Фелпс, бидејќи тој е првак од делфин. Исто така Адам Пити ми е еден идол. Исто така го сакам грабното затоа што е добар вид на пливање. Сите мускули се активни во грабното и во делфин. Додека на бразилските трки не можам да пливам некои други стилови освен крал и затоа главно се асоцирам на кралот. Желба е на секој спортист да биде на Олимпијада. Предпоставам дека со таква мечта се вградува себе си Кире Глаев. Сонува ли да замине на Олимпијадата? Јас сонувам, но се додека немаме затворен базен, не можеме тоа да го остварим. Колку треба работа за да се оствари олимписката норма? Не говориме за светски резултати, туку таа долната граница за да се замине на Олимпијада. За мене, јас пливам крал 50 метри 33 секунди, а нормата е 27. Така да... Тие 6 секунди ќе ги надомести ли, Кире? Би сакал, но немаме услови многу и не можеме. Во Македонија генерално би имали услови или нема услови? Да, има. Има услови во Македонија, ама Штип ги нема. Да. И што треба да направиме? Затворен базен. Еве се најавува во училиштето Димитар Влахов дека ќе биде направен базен, ќе ги задоволи тој стандардите и потребите на штипските пливачи, спортски пливачи, не рекреативци. Се зависи од тоа како ќе биде одговорноста, дали ќе се одржува чист или само ќе се направи и после тоа нема да се одгледува. Исто така ќе биде и моја одговорност да одам секој ден да пливам и така ќе се надеваме на подобар успех. Добро, да подсетиме на некои традиции. Дедо ти фудбалер, војко ти се занимава со фудбал, ти со пливање. Твоите дома, татко, мајка те натераа да заминеш на пливање за да биде различно семејството во спортовите или така се случи едноставно во животот? Мојата мајка како мала, на моја возраст, тренирала пливање и таа била добра, но не учествувала на надпревари и кога започнала со средно, таа го прекинала пливањето и ете јас ја, може би тоа некој таму кај што застана мајка ти, продолжуваш ти? Што ти е после овие септемвриско активности пливање, Велес, Бугарија, што е подолгорочно во плановите на Кире Глаев? После преку зимскиот период имаме брзински трки на мали и на големи базени и планирам да одам да пливам и да остварам нови успеси. Кој вака најмногу те тренира или да кажеме те натера, те приморува да тренираш? Најголема мотивација ми е татко ми. Тој ме највише мотивира во животот, но секој јас имам желба и тоа ме уште толку надокнадува. Се гледаш и некаде на специјалистички обуки, ајде да кажеме кампови и тренинзи за млади пливачи надвор од државата? Предпоставам како во сите спортови каде што има меѓународни кампови каде што се бираат најдобрите или каде што тренираат најдобрите, ќе се најде Кире Глаев. Повторно ќе речем, јас би сакал да го постигнам сето тоа, но се додека во Штип немаме затворен базен, не можеме тоа нешто да го надокнадиме. Или затворен базен или ништо, што би се рекло. Кире, ти посакувам наистина добри резултати со кои ќе се гордееме, иако можеби пливањето не е фудбалот кога говориме во новинарска гледна точка, но секој добар резултат кој апострофира не добар заради тоа што мотивира некои други. Се надевам дека Кире Глаев ќе биде идол на помладите од него да продолжат со пливањето. Сигурно во училишни има помлади категории од тебе. Да. Не пливачите, а и во пливачите имаме мали деца.